Директорот на Кумановската телевизија Плюс Драган Ивановски му врачи на премиерот Зоран Заев иницијатива за член 102 од новиот закон за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при неговата посета на медиумот заради гостување во емисијата Став по претходно одржаната граѓанска трибина на Прав пат и посетата на новата индустријска зона во Кумановско. Менаџерот на локалната телевизија, која е член на Сдруженијето Медиум Објектив Ивановски, го информираше премиерот Заев за лошата состојба во која што се наоѓаат регионалните и локалните приватни медиуми, посочувајќи дека ако остане овој член од законот таков каков што е, медиумите нема да може да извршат наплата за нивните услуги по ниту еден основ од државните институции, единиците на локалната самоуправа, јавните предпријатија и слично. Верувам дека овој факт може да доведе дури до нарушување на демократијата, бидејќи токму тука на седниците на советите на општините, опозицијата, без разлика која и да е, има и најголема шанса да се обрати на граѓаните со пофалба или критика кон актуелната власт и да го каже своето мислење во врска со сите, посочи директорот Ивановски при средбата со претседателот на владата Заев. Иницијативата е со цел да се укине членот 102. Во врска со овој проблем на медиумите, премиерот Зоран Заев во емисијата Став најави бришење на членот 102 со измена на законот за АВМУ. Граѓаните од населените места во Куманово, од одредени населби од Куманово, немаат начин како да се информираат за одредени проекти. Самиот член забранува, еве вашиот медиум, да се обрати до општина Куманово или телевизија ВИС да се обрати до општина Струмица. Јас бев градоначалник и го знам тоа практично. Советот и опозицијата нема да ги пренесе Сител, Канал 5, Алфа или не знам кој друг. Ќе ги пренесе само локалниот медиум. Така да ќе имат можност да има седници на совет во живо. Да ги пренесувате макар и постфестум. Самите седници на совет, да се слушне гласот на опозицијата. Така, ние веќе пренесуваме седницата на советот на општината. Ама не може да наплатите ништо за тоа. Заради тој член 102 треба да си плати општината, заради тоа што тоа му дел од одговорноста за транспарентност према граѓаните. Второ, ако се гради, не знам, спортската сала во одредено село, а другите граѓани не знаат дека се гради таму спортска сала, треба да бидат информирани. Се прави улицата во центарот на градот или во периферијата, другите граѓани што живеат во други локации во градот треба да знаат за тоа. Тоа Сител, тоа Канал 5, тоа 24 вести, сите други национални телевизии или кабелски телевизии нема да го пренесат. Од тука доаѓа директната потреба за овој член 102 да се избрише, затоа што локалните и регионалните медиуми немаат и друг начин на свое опстојување. Тие имаат своји рекламички, помали компании тука што работат и слично, но ако сакаме да имаме транспарентност, сериозен фокус, дискурси, дебата во општеството, државата мора да ги најде начините да ги отстрани пречките за одржливост на самите медиуми. Така да веќе разговаравме во владата, министерот Роберт Поповски, кој што е за транспарентност комуникација и соработка со медиумите, го има тоа оформено, сакаме измена на законот да направиме, да членот 102 се избрише и не застануваме тука. Заев најави дека со новиот ребаланс на буџетот обезбедени се дополнителни 50 милиони денари за филмскиот фонд, со што медиумите ќе се растоварат од обврската да плаќаат такса за филмскиот фонд. Премиерот информираше дека веќе се работи и на создавање на нов фонд за обезбедување дополнителна одржливост на медиумите, но само како што рече, во согласност со Сдруженијата на новинарите и на медиумите.